контра тезата нова е дека ова е притисок врз медиумите кои што не сакаат да следат една друга политика. Што мислите вие за тие тези? Туку споменатите двајца колеги во времето кога беше атакот врз А1, во нивните медиуми тврдеа ние не сме А1, ние плаќаме даноци. Излезе дека тоа било само празна флускула и дека не плаќале очигледно даноци, туку за овие неколку години се збогатиле. Не е оштетен само буџетот, туку оштетени се и граѓаните за реално и вистинито информирање. Бидејќи медиумите со кои тие раководеле и ја креирале уредувачката политика се извонредно значајно средство во јавната комуникација и градење на мислење, ставови, презентирање на политики на власта и така натаму. Тоа е таква една комплицирана мрежа на патот на парите, да ја користите алатката за меѓународна правна помош која самата по себе долго трае, не се користи само за една држава, туку се користат повеќе држави бидејќи така патуваат парите и тоа е една комплицирана работа која бара време. 66.000 нови аудиофајлови успеало СЈО да поврати. Тие се фајлови кои што на хард дискот кој што им бил даден се видливи само како дека постојат, но кога ќе ги отворите не можете да ги слушате. И сега во СЈО се екипираа со многу развиен и модерен софтвер, кој што тие ги препозна како аудиофајлови.